Летниот период носи зголемен ризик од појава на труење со храна. Бактериите лесно се размножуваат на високи температури, а храната е поподложна на расипување. Лекарите препорачуваат голема внимателност и повисоко ниво на хигиена, за да се спречат несакани последици по здравјето. На подрачјето на Гостивар летово засега не е пријавен случај на помасовно труење со храна. Медицинарите имаат неколку корисни совети за граѓаните, што е најбезбедно да јадат и пијат при топло време. Препорачуваме овој период за време на горештините да се конзумира свежа храна, значи храната да не се остава за други денови, да се користи исто така храна која е добро измиена, нашто што се однесува на овошето и на зеленчето, добро да се измијат, да се користи доволно течности на вода, за да се спречи дехидратацијата на организмот, и во тој поглед мораме да истакнеме дека овие денови мора да се пази на тие моменти. Исто така при приготвувањето на храната мора да се приготвува свежа храна, мора да се пази на хигиенските норми при приготвување на храната, на миењето на расето, особено е важно и при приготвувањето на храната, а и при самото јадење на храната. Лекарите потенцираат дека производите кои лесно се расипливи треба да се избегнуваат во текот на летото. Како пример ги наведуваат мајонезите, разни сосови, кремови кои содржат јајца и слично. За омилениот летен десерт сладоледот имаат препорака да се купува од сигурни продажни места, пред конзумирање да се провери изгледот, мирисот и вкусот, а доколку се купува пакован сладолед, задолжително да се провери рокот на траење. Симптомите на труење со храна се јавуваат неколку часа по внесување на загаденото јадење или пиење, а може да траат 1 до 10 дена. Зависно кој е причинителот, се јавуваат следните тегоби: гадење, повраќање, диареја, болки во стомакот, можна е висока температура, како и општа слабост на организмот. Компликациите се поверојатни кај лицата со хронични болести, помалите деца и бремените жени.